Дали Исус бил вегетаријанец? Што вели Библијата? Драги пријатели, вие следите емисијата Одговор на тешки прашања. Денес ќе одговориме на едно интересно и често поставувано прашање. Дали Исус Христос бил вегетаријанец? Некои луѓе денес тврдат дека Исус никогаш не јадел месо. Други пак велат дека тоа не е точно. Но што навистина вели Библијата? Ајде да ја прашаме Библијата, односно Светото писмо. Денес нема да се водиме од мислења, туку од Божјата реч. Овој пристап е важен затоа што не враќа на основните принципи на проверка на верувањата преку писмото, а не преку претпоставки или пак некои традиции. Само така може да се дојде до избалансиран и библиски заставан одговор на прашања кои често се предмет на различни размислувања и толкувања. Број 1. Што вели Библијата за храната на Исус Христос? Библијата не кажува директно. Исус беше вегетаријанец, но ни дава јасни сцени од неговиот живот. По воскресението Исус јадел пред учениците, цитирам од Лука, и му дадоа парче печена риба и зеде и јадеше пред нив. Лука 24, 42 и 43. Исто така пишува, тој зеде леб и риба им даде. Јован 21:13. Ова е многу јасно. Исус јадел риба. Овие текстови покажуваат дека Исус живеел во рамките на еврејската култура и исхрана од неговото време, каде рибата, може да кажеме, била честа и прифатена храна. Библијата не го прикажува Исус како фокусиран на диететски правила, туку на духовната порака и мисијата што ја носел. Затоа главниот акцент не е на неговата исхрана, туку на неговото учење и спасително дело. Број 2. Еврејскиот контекст. Исус живел како евреин во првиот век. Тој учествувал во Пасха, најважниот еврејски празник каде што традиционално се јадело јагне. И кога дојде часот, седна со 12. Лука 22:14. Тоа значи дека неговата исхрана била дел од еврејската традиција. Овој контекст е важен затоа што ни помага да го разбереме Исус во неговата историска и културна средина. Тој не живел надвор од еврејскиот народ, туку како дел од него, од евреите, почитувајќи ги нивните празници и обичаи. Пасхата била централна во еврејскиот живот и имала длабоко духовно значење. Затоа почитување неговото учество во неја ја потврдува неговата поврзаност со традицијата на неговиот народ. Ова ни покажува дека Исус делувал во реален историски контекст, а не изолиран од културата во која тој живеел. Број 3. Божјиот оригинален план. Во почетокот Бог му дал на човекот растителна храна. Еве ви давам секоја билка што носи семе за храна, читаме во Битие 1:29. Но подоцна по потопот Бог дозволува и месо. Се што се движи и живе ќе ви биде за храна, Битие 9:3. Зато гледаме развој во човечката историја, но не и посебна забрана поврзана со Исус Христос. Овој библиски развој покажува дека Божите упатства за исхрана се поврзани со различни историски околности и потреби на луѓето. Во Едем, например, значи Едемската градина, акцентот бил на идеалната состојба на создавањето, додека по потопот се дава поголема слобода за опстанок. Ова не значи противречност, туку постепено откривање на Божјата грижа за човечкиот род, односно за човештвото. Затоа во случајот со Исус, Библијата не дава ограничување за неговата исхрана, туку ни покажува негов живот во рамките на неговото време и неговиот народ. Број 4. Што учел Исус за храната? Исус не ставил фокус на диети, туку на срцето. Тој вели, не го оскврнува човекот она што влегува во устата, туку она што излегува од срцето. Матеј 15 глава 11 стих.
Поентата е значи духовна, не само физичка. Овој стих јасно покажува дека Исус ја пренесува тежината од надворешните правила кон натрешната состојба на човекот. Тој учи дека вистинската чистота не зависи од храната, туку од мислите, од зборовите и секако делата што произлегуваат од срцето. Затоа неговата порака е насочена кон духовната преобразба, а не кон строги дететски ограничувања. Број 5. Адвентистички поглед. Црквата учи дека Библијата не прави вегетаријанството услов за спасение, но го гледа како здравствен благослов. Основни принципи што адвентистите научаваат. Божјиот идеал во почетокот бил растителна исхрана. Месото е дозволено, но со принципи. Телото е храм на Светиот Дух. Здравиот живот помага и духовно и физички. Вашето тело е храм на Светиот Дух, вели апостол Павле во Коринќаните, 1 Коринќаните 6:19. Овој пристап нагласува балансиран библиски поглед каде духовниот живот и физичкото здравје се поврзани. Идејата не е наметнување строги правила, туку охрабрување кон одговорност за сопственото тело и начин на живење. Така да, почитувани, исхраната се гледа како дел од пошироката грижа за човекот како Божја творба. Број 6. Силен заклучок. Драги пријатели, од Библијата гледаме јасно, Исус не е представен како вегетаријанец, тој јадел риба и бил дел од еврејската култура. Библијата не го прави вегетаријанството услов за спасение, за вера и така натаму. Драги пријатели, кога денес зборуваме за тоа дали Исус бил вегетаријанец или не, лесно е да се изгубиме во детали, во теории и расправи. Но ако ја погледнеме целата поширока слика од Библијата, гледаме нешто многу поголемо од исхраната. Гледаме еден Спасител кој дојде во светот не да постави правила за јадење, туку да го спаси човекот од гревот и смртта. Исус навистина јадел риба. Исус живел во еврејската култура со одредени обичаи, но неговата мисија никогаш не била да се фокусира на надворешното, туку на натрешното. Затоа тој еве што вели. Него оскврнува човекот она што влегува во устата, туку она што излегува од срцето. Тоа го читаме во Матеј 15 глава 11 стих. Со други зборови, Бог не го гледа прво твојот танер, туку твоето срце. И еве ја најважната вистина. Спасението никогаш не било прашање на исхрана. Спасението секогаш било прашање на вера. Денес многу луѓе мислат дека ако јадат правилно, живеат свето или следат одредена диета, дека тоа ги прави поблиско до Бога. Но Библијата е многу јасна. Ниту храната те спасува, ниту храната те одвојува од Бога, туку твојот однос со Исус Христос. Библијата нагласува дека здравјето е благослов и дека телото наше, што го имаме, треба да се чува како Божји храм. Но дури и во тоа учење, центарот не е диетата, центарот е Христос. И затоа денес најважното прашање не е што јадел Исус, дали бил вегетаријанец или не, туку прашањето е кое секој од нас мора да си го постави. Дали јас го следам Исуса? Зашто еден ден, кога ќе застанеме пред Бога, тој нема да праша која диета ја следеше, туку ќе праша дали ме познаваше, дали живееше со мене, дали ме следеше во срцето. И тука е најубавата вест на Евангелието. Исус не дојде за совршени луѓе. Тој дојде за грешни, скршени, збуните луѓе. За секој од нас. И на крајот, тој не спасува поради нашата исхрана, туку поради неговата жртва. Затоа денес повикот е
едноставен, но силен. Не става ја традицијата над Христос, не става ја храната над верата, не става и ништо над Спасителот. И ако морам да го сумирам се во една реченица, таа би била: Исус не дојде да ти каже што да јадеш, туку да ти даде живот вечен. Но најважната вистина е ова: Исус не дошол да ни даде мени за исхрана. Тој дошол да ни даде спасение. Затоа вистинското прашање не е што јадел Исус, туку дали го следам Исус со моето срце. Ако некој избира вегетаријанство, тоа може да биде здрав избор. Ако некој не избира, то не е прашање за спасение. Но едно е, почитувани, најважно. Христос е центарот. И кога тој е во центарот, тогаш и животот, и здравјето, и срцето добиваат вистинска насока. Почитувани пријатели, ви благодарам на вашето внимание. Се гледаме во наредната емисија. До тогаш, пријатно.